Членот 11 од Законот за помилување е избришан во 2009 година од Уставниот суд, со што председателот не може да помилува за кривични дела против безбедноста на државата. Правниците со толкување дека уставен автоматски не може да враќа членови во закони што веќе ги избришал, туку тоа може да го направи само собранието. Судијката Добрила Кацарска во телефонски разговор за 1ТВ вели дека Иванов не може да помилува, а ако тоа го направи, тогаш институциите треба да истражуваат евентуална одговорност. Во моментот кога комунициравме со неа, ја пишуваше пресудата за собраниските инциденти, но ова прашање Кацарска одговори пред 3 недели во Правда и неправда. Очекувате ли дека и Иванов, председателот Иванов, на крајот од својот мандат може да го искористи своето право на амнестија? Па мислам дека во оваа фаза тој нема право за донесување на таков факт, а искрено се надевам како граѓанин на оваа држава, а и како судија, ама искрено се надевам дека тоа нема да го стори. Според универзитетскиот професор Гордан Калајџиев, Иванов најверојатно ќе се повика на избришан член од Законот за помилување од пред 10 години. Така што имате една ситуација каде што можно и вакво и такво толкување и му остава простор на председателот практично да направи што сака и дури би рекол тврдењата дека не може да изрече вакво помилување, може и дури од денот да го направи. А од него очекуваме дека мислењата на Министерство за правда и на владата нема да го предомислат, ниту да го убедат. Според министерката за правда Рената Десковска нема законска можност за помилување од председателот на државата. Единствено постапката може да се води преку ресорот со кој раководи Десковска. Министерството за правда, откако се распишани изборите, не препраќа никакви предмети за помилување до кабинетот на председателот на државата. Во оној момент кога Државната изборна комисија официјално ќе прогласи дека изборите се завршени, ќе може да бидат препратени барања за помилување до кабинетот на председателот. Членот 11 од Законот за помилување гласаш: председателот на Републиката по исклучок може да дава помилување и без проведување на постапка за помилување пропишана со овој закон, кога е тоа од интерес на Републиката или кога посебни околности што се однесуваат на личноста и на кривичното дело укажуваат дека тоа е оправдано. Дали стаселе нови барања за помилување до кабинетот на Иванов, одговори нема. Последното за упадот во собранието стасело во петокот. Кој бара помилување од шефот на државата, од Вила Водно не откриваат. Во јавноста веќе лиферуваат имињата на поранешните кадри на МВР, како екс-директорот на БЈБ Митко Чавков и екс-директорот на УБК Владимир Атанасовски. Амнестија од Иванов барали осумничените како организатори на упадот во законодавниот дом, екс-премиерот Никола Груевски, екс-министрите Емилија Некиевски и Спиро Ристовски, како и поранешниот собраниски спикер Трајко Велјановски. Лани со законот за амнестија, меѓу другите, политичка слобода добија пратениците Крсто Муковски и Сашо Василевски, кои според обвинението ги отворија собраниските порти на 27 април.